Благодарам. Прво, една голема благодарност до нашите домаќини, Полска како држава, нашиот драг пријател Јацек, министерот Чапутович, за организацијата, за сите бројни настани што предходеа на оваа кулминација, што практично завршува утре со состанокот на лидерите со самитот за Западниот Балкан во рамките на Берлинскиот процес, кој што започна во 2014 година благодарение на канцеларката Меркел и неколку други луѓе. И ова е 6-та сесија. Ние овде имаме среќа што имаме представени 3 држави членки кои што имаат силен интерес и ангажман да се оствари европската перспектива на нашиот регион, регионот на Западниот Балкан. Михаел ни е од Берлин, Јацек е од Варшава и Катерина е од Софија. Имаме еден апел до вас како јавност и новинари. Мислам дека кога размислуваме за регионот, обично размислуваме не баре регионот се граничи со Европската Унија. А практично нашиот регион од 6 држави е опкружен од земји членки на Европската Унија. Ние на југ ја имаме Грција, понатаму оди Бугарија, па оди Унгарија, Хрватска, Словенија, Италија. Значи, кога еден ден овие земји ќе го заслужат и ќе влезат во членството, мапата на Европската Унија нема да стане поголема. И затоа зборот проширување можеби не ја рефлектира географијата и мислам дека е подобар зборот комплетирање на Европа, бидејќи имаме една дупка која што е јасно видлива во географската мапа на Европската Унија. Мислам дека треба да бидеме многу задоволни од тоа што се постигнува. Берлинскиот процес почна со агендата на поврзување, на патно поврзување, се прошири со создавање на регионална економска зона и двата проекта се всушност подготовка за пристапувањето, меѓусебното поврзаност на земјите од регионот, поврзувајќи ги со големите европски коридори, правењето на регионот попривлечен економски регион и подготовка за учество во заедничкиот европски пазар. Демонстриравме зрелост и политичка волја и имаме зголемена побарувачка за Европа во регионот на Западниот Балкан. Почна, реков, со поврзување транспортно и енергетско, меѓутоа се прошири на многу важната соработка на младите, преку создавањето на Рајко, безбедност, решавање на билатерални проблеми и спорови и меѓусебно помирување. Денес разговаравме и за иднината на процесот и потврдивме дека истиот треба да продолжи и да обезбеди силна комплементарност со пристапниот процес, со европската перспектива, бидејќи Берлинскиот процес не може и не е замена или субституција на европската перспектива за регионот. Посебно убава вест за Северна Македонија, за мене лично, што имаме во три пати имаме нешто што за прв пат го правиме. Прв пат ќе имаме копредседавање на 2 држави. Второ, прв пат има држава членка на Европската Унија што е директен сосед на регионот на Западниот Балкан, тоа е во пријателска Бугарија, и прв пат една земја од кандидат од 6 ќе има честа и одговорноста да биде копредседавач. Мислам дека тоа е многу убава символика. Мислам дека тоа ќе ни помогне и нам во важниот историски процес на неприродната неблискост која што на некој начин постоеше меѓу нашите држави и народи, ама ќе даде сигнал и пример и мотив и на другите во регионот за поблиска соработка. Јас сум уверен дека ќе биде ова копредседавање успешно,
ќе се фокусираме на резултати, ќе бидеме практични, ќе ги задржиме сите успешни искуства од полското председавање и претходните, ќе бидеме во тесна консултација со Берлин, се разбира, и со граѓанските здруженија, кои само што имавме сесија една со нив, кои што имаат многу мудри и креативни идеи, сигурно голем дел од нив ќе ги преземеме. Ви благодарам.